околу безбедноста на НАТО се смета кај нас дека, односно долго време се врши пропагандата дека НАТО е фактор на стабилност и на безбедност, па и Таневски со изјава кажува дека ете ние кога ќе станеме дел од таа алијанса, ќе не штити алијансата од било какви напади. Значи прва работа, тој член 5 фамозен цитиран не функционира и тоа е докажано во пракса неколку пати. Особено е еклатантен пример конфликтот помеѓу Грција и Турција во однос на Кипар. Кипар, да. Да. Значи тука не станува. Ние од НАТО што добивме? Ние добивме само капитулантски договор со Република Грција, добивме заматени односи со Република Бугарија и ги плаќаме Трошоците, буџетот ќе мора да се зголеми на 2% колку што бара Трамп. Ги плаќаме активностите на НАТО на Блискиот Исток, кои што се концентрирани генерално таму и таму НАТО и САД алијансата се присутни подолго време и видовме дека не донесува никаков мир, напротив, таму односите во однос на безбедноста многу се влошија, така да и во Македонија сметам дека безбедноста, ако зборуваме веќе за конфликт, нас поголема можност за конфликт ние имаме тука внатрешен конфликт, ние имаме потенцијален етнички конфликт. За каква безбедност ние зборуваме, НАТО не штити кога, например, вие имате од официјални партии како представници, значи, во име, прво зборуваат во име на цела етничка заедница, дека ако одредено прашање не се прифати, може да има немири, може да има војна. Такви беа отприлика изјавите. Па дури вчера Ерол Ризавов, кој што сега веќе го занемарува НАТО, вели ако не влеземе во Европската унија, Македонија ќе се распадне. Што значи дека според еден од ведетите на оваа власт, на Социјалдемократскиот сојуз, Ерол Ризавов, дури и НАТО веќе не е доволно за стабилност. НАТО не е доволно за стабилност, напротив, НАТО носи нестабилност, затоа што НАТО не е само некој си воен сојуз таму кој што, он е пред се воен сојуз, но НАТО е идеологија која шири неолиберализам. И неолиберализмот кај нас ја шири приватизацијата онаа до коска и нас не отвара без никаква заштита, без свој интегритет, без економија која што би била под контрола на нашата држава, туку едноставно сме отворени за западните сили за експлоатација и ние немаме никаков можност да сами ја градиме својата заедница. И од тој аспект, значи безбедноста не е, мирот не е само отсутство на војна, ме разбирате? Ние сме во секој поглед, со секој поминат ден понебезбедна земја. Земете ги сите статистики. Ние цело време имаме прегазени пешаци, луѓе повредени на работно место, па смртни случаи на работно место, имаме екстремно загаден воздух. Ние сме де факто небезбедна земја. Какво НАТО, каков безбедност? Тоа се само пропаганда, ширење на пропаганда.